Почитувани, аболицираниот криминалец Зоран Заев пред албанската диаспора во Швајцарија ги откри крајните мотиви на пучот и двегодишната криза во која што ја втурна Република Македонија. Неговите две основни цели, кои јавно ги обзнани, се редефинирање на државата, именување на уставниот поредок и уривање на позициите на Република Македонија во споровите што ги има со соседите, вклучувајќи го и прашањето за името. Конечно, целата јавност можеше да види што значи на дело виткањето на кичмата што го промовира Заев и влезот во НАТО за 6 месеци што го ветуваше Шекеринска. Аболицираниот Зоран Заев пред албанската диаспора во Швајцарија отворено ја обвини Република Македонија дека кај нас бил проблемот што се обидуваме да го сочуваме уставното име и националниот идентитет. Срамно и недостојно за политичар кој е лидер на партија. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонската православна црква дека кај неа е проблемот што е оспорена од Српската православна црква. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонија дека кај нас е проблемот што не ни се признава јазикот и народот и што нашите малцинства во соседните земји не ги уживаат истите права. Срамно и недостојно за политичар кој е лидер на партија и треба да ги штити националните интереси. Аболицираниот Зоран Заев пред албанската диаспора кажа дека рамката на Охридскиот договор не била доволна, ветувајќи и на албанската диаспора дека тој ќе го менува уставот, ќе го официализира албанскиот јазик и ќе ја федерализира Македонија. Тоа е вистинското грдо лице на СДСМ и на аболицираниот Зоран Заев. На ваквата антидржавна политика и на ваквото пазарење со највисоките национални интереси мора да се стави крај. Конечно, после 2 години на сите граѓани им стана кристално јасно за што се бореа Заев и СДСМ целиот овој изминат период. На сите им стана јасно зошто беше потребна целата деструкција, вандалските сквернавења на спомен обележјата и нападите кон државните институции. Сега на сите им е јасно зошто СДСМ и невладините организации под контрола на Сорос ја напаѓаа полицијата и постојано се обидуваа да провоцираат инциденти и да одоговлекуваат и продлабочуваат кризата. Целта е една – аболицираниот Зоран Заев да се дограби до власта и да ја редефинира државата за која што животите ги жртвуваа и илјадници патриоти. Ова мора да престане. Мора конечно да се стави крај на кризата и Македонија да тргне напред. ВМРО ДПМН и народот на Република Македонија нема да му дозвола на аболицираниот криминалец Зоран Заев да ги оствари своите планови. Ви благодарам.